Со претеникот Иван Стојковиќ разговараме за преговорите меѓу Косово и Србија во Охрид. Дали и Србија доби свој Охридски рамковен договор? Господине Стојковиќ, добре дојдовте во студиото на Република. Благодарам за поканата. Како ги оценувате преговорите меѓу Белград и Приштина во Охрид? Добро, за среќа на Србија и на српскиот народ, а за, условно кажано, за горка пилула за овие наши тука што заговараат одредени работи, што заговараат одредени работи, тие нивни работи не се реализираат. Првата работа што не се реализира дека Србија ќе го признае Косово, се водеше кампања, и втората работа што не се реализира тоа е дека, односно ја сруши тезата на овие кај нас за загрижените за францускиот предлог дали може преговарачката рамка да се менува или не, значи на јавна сцена пред целокупната македонската јавност се покажа дека преговарачката рамка може да се менува и на некој начин со тој настан со еден удар се убиени повеќе луѓе. Така, дали председателот Вучич во овој момент го доби најдоброто што може да го издействува, го излобира најдоброто што можеше да се излобира? Јас пред некој ден го видов твитот на Вјосе Османи која нападна Европската унија дека му отворила на Вучич широко врата за условно кажано да се ги реализира собствените цели, и се согласам со неа. Заедница на српски општини беше исклучена од целокупната приказка, сега е вратена и е ставена на топ приоритет на сето она што треба да се случува. Сега да видиме приштинските власти дали ќе ги почитуваат предизвените меѓународни обврски кои ги бойкотираат во последните 10 години, значи безпоговорно. Таму сте прилично нервозни за исходот на преговорите, Вјосе Османи и Албин Курти. Знаете како, значи, вие можете да некои работи да ги работите со изговор за расположението во јавноста, меѓутоа морате некои работи да ги работите и кои ви се обврска, кои сте ги преземале како обврска. Вие ако не почитувате обврски кои сте ги преземале, кој понатаму ќе ви дава безпоговорен легитимитет за било што понатаму? Напротив, српската држава покажа дека може со борбеност, со истрајност, со условно кажано еден мирољубив пристап да дојде до она што можеби во почетокот и најповеќе го посакуваше. Тоа е примарна цел на целокупната приказка беше да се сочува, односно да се даде некаква институционална гаранција за српскиот народ кој живее на Косово и Метохија. Така, кога сме кај обврските. И тоа беше клучно отприлике на барање или да кажам темел во она што се работеше кога станува збор за уште од времето на склучување на Бриселската спогодба, затоа што теророт и насилието кое секојдневно се случува врз српскиот народ на Косово и Метохија почнува да станува неиздржливо, пред се за луѓето кои живеат таму. Така да тој аспект мислам дека е направен сериозен исчекор да се заштитат пред се припадниците на српскиот народ што живеат таму, што е клучно, а кои живеат како во отворен логор, да бидеме значи тука сосем отворени, да не е никого да не нити да браниме, нити да напаѓаме, да ја зборуваме вистината. И сега да видиме како ова ќе се одрази врз внатрешната политичка структура во Приштина. Да видиме, они цело време унисоно заговараат дека нема ништо тоа, нема ништо. Од една работа и втората работа да ја видиме меѓународната заедница не дали може. Значи овдека сум многу прецен, туку дали ќе сака делот од своите инструменти да ги примени кон косовските власти, односно кон приштинските власти да ја реализираат. Стравувањето на косовските власти се дека заедницата на српски општини е нова Република Српска на Балканот. Виде, они може да стравуваат тоа што сакаат, меѓутоа они подпишале обврска. Така. Они подпишале меѓународна обврска дека ќе ја реализираат и таму во 17-18 точки во Бриселската спогодба пишува што треба да се направи. Никој не ги тераше. Тоа е прво. Никој не ги тераше да подпишуваат. Зошто подпишувале тогаш? Србија обврските од Бриселската спогодба ги исполни до последно. Они не исполнија ниту една. Сега дајте уште сега ова, работата е доведена до крај. Нема. Значи ќе одиме прво, ќе реализирате тоа што сте прифатиле, после ќе продолжиме да разговараме за сето она што следи. Значи Србија има политика да го заштити сопственото население и тоа е приоритет во целата приказка. Така, кога сме кај црвените линии, председателот Вучич е јасен дека црвените линии нема членство на Косово Обединените нации, нема признавање. Но кого треба да му се кажува? Знаете како, кога станува луѓето обично шпекулираат на различити начини. Само не шпекулираат заради тоа што сега да не бидам многу тврд, заради тоа што ја мразат Србија, мада има и тоа.
они пред се шпекулираат заради внатрешно македонските прилики. Зборам за луѓето кои живеат тука. Они шпекулираат сметајќи дека ако Србија пристане да го признае Косово, дека и ние мораме да прифатиме тоа. Се што ни се не дека завршена работа и дека едноставно не остава простор дека некој може да се залага за поинакви решенија или да се бори за сопствениот народ. На некој начин Вучич е лош пример за Македонија, за власта на Македонија, затоа што покажа дека со борбеност може да се издействуваат одредени За власта е лош пример, за македонците е добар пример. За Македонија, не, за власта прецизно. Власта е добар, Значи, он е лош пример за македонската власт затоа што покажува дека со борбеност може да се издействуваат одредени промени во интерес на сопствениот народ. Во првот им покажа на властите како се преговара и како се бори за сопствената држава. Тоа што ние или нашата власт безпроговорно прифаќа се, не впуштајќи се во ниво да бидам искрен, тоа што го знам, не впуштајќи се ниво преговори, ништо туку велат дај да ме потпишеме што треба да завршиме таа работа или слично. Тоа е да не кажам овој шалабајзерско однесување во политиката, едноставно им е демонстрирано дека се ја промашиле својата професија. Така, како го објаснувате ставовите на меѓународната заедница на САД и НЕО дека иако договорот од Охрид нема подпис, тој е правно образувачки? Како е тоа може? Па знаете како, секој се може. Знаете како, секој сака да ги постигне своите цели и во борбата да се ги постигне своите цели, секој си ги толкова работите како што сака. Очигледно дека Косово и Метохија под протекторат на меѓународната заедница, нема дилеми, меѓутоа таа работа таму стои како извор на можна нестабилност со сите овие нерешени прашања за кои се зборува и они едноставно сакаат да си ги завршат своите работи, не водејќи сметка дека и Србија има свој интерес таму, дека и она сака да си ги заврши своите работи. Меѓутоа сега, после ова најновото, очигледно дека Србија не дозволи да биде повторно понижена од меѓународната заедница, се избори за ова приказно и сега ќе видиме понатаму како процесот ќе се оди. Ова сето што се случува е на условно кажано на далек стап. Значи, дали ова се процеси кои знаете како, ова се процеси кои може да трајат со години, со многу години, затоа што проблемот е, да не кажам, вековен. Така да не може тоа преку ноќ некој да пресече од проста причина што вие можете да доведете било кој во Белград на власт, меѓутоа никој нема да го ризикува својот живот од една страна, од друга страна никој нема да ризикува да биде анатемишен од Српската православна црква со можни решенија кои се спротивни на интересите на Србија. Така да работа е малку повеќе комплицирана. А кога станува збор за косовските албанци, кај ниве работите се многу прости и едноставни, Соединените американски држави ведат и облачат и да видиме сега Соединените американски држави кој потек е полично. Дали мислите дека токалото инсистирање на САД и НЕО да се формира заедница на српски општини е народски кажано морковот дека подоцна ќе дојде стапот. Ништо не прави, ништо нема за џабе. И за токало е. Не, вака, тоа се преговори. Тоа се разговори. Значи работата се помера од мртва точка. Еднаш вака на овој начин, еднаш на овој начин. Читам пред некој ден министерот за надворешни работи на Руската федерација вели дека Бриселската спогодба е добар модел за решението на проблемите на Нагорно Карабах. Значи работата не стои, се движи. Знаете како? Друга е состојбата да работата да оди во негативни токови, она за што е заинтересирана косовска власт да прави дестабилизација, да ја вовлече Србија во можни нестабилности во регионот, а друго е однесувањето на Србија која вели не, ние сме подпишале, ги почитуваме нашите подписи, ги почитуваме нашите обврски, тоа што сме подпишале, меѓутоа вие мора да исполните тоа што сме подпишале за да можеме понатаму да влеземе во процесот на преговори. Ќе видиме што ќе излезе, значи далеко е крајот. Крајот е далеко, но колку е лошо што сепак ова договореното во Охрид ќе се најде во поглавје во преговарачката рамка и во поглавјето 3 ќе влезе во поглавјето 35 на преговорите на Европската унија со Србија и паралелно со тоа што ни го прави Бугарија нас. Значи нашиот и ова договореното од францускиот преговор се најде во преговарачката рамка. Значи сепак на крај ќе се најдеме. Да, али ние сме далеко од Европската унија се уште. Значи ние мораме да најдеме формули на живење тука прво внатре кај нас и со соседите, па дури тогаш да зачекориме во Европската унија, тоа е на далек стап, првата работа, втората работа. Европската унија е во сериозен процес на преструктурирање. Војната во Украина отвори многу прашања, кога ќе заврши војната во Украина ќе видиме тоа сето како ќе изгледа. Втората работа и третата работа, она што мислам дека на граѓаните кои се негативно расположени кон Европската унија и така натаму, треба да им кажеме дека Европската унија е најголем работодавач во Македонија, дека мораме да разговараме, да преговараме, да отвараме простор
не во смисла да не се бориме за сопствените интереси, туку да едноставно вратите мора да ги држиме отворени и да работиме во таа насока како би можеле утре да очекуваме некакви принадлежности за државата, за граѓаните и она што би можело да значи напредок на Македонија. Очекувате ли Хрватска да биде Бугарија, тоа што е Бугарија за Македонија, кога ќе почнат сериозните преговори, бидејќи Србија е далеку на почеток на преговорите на Европската унија? Еве, најавуваат веќе со Никола Тесла, значи нема физичка, се уште не се знае нели точната граница меѓу Србија и Хрватска. Знаете како, значи проблемите на Балканот се отворени и за волја на вистината ние плаќаме Македонија, Србија, ја плаќаме цената на историското доцнење, а цената на историското доцнење знае да биде многу скапа. Тоа историско доцнење е резултат дел од на нашето однесување и наша вина, а еден дел добар е однесувањето на меѓународната заедница која да не кажем одеше преку мртви тела само да се ги реализира со своите интереси, не водејќи сметка дека овдека живеат луѓе кои исто така имаат не само своји интереси, него и своји животи кои сакаат да се ги уредат на најдобар можен начин. Но знаете како, господин Стојковиќ, помладите или поновите членки на Европската унија го користат или да кажам го злоупотребуваат членството на Европската унија кога ќе дојдат. Значи тоа го прави Бугарија кон нас, тоа веројатно ќе го прави Хрватска кон Србија. Точно. Не. А тоа замижува Европската унија на тоа. Па затоа велам преструктурирањето на Европската унија кој ќе следи, ќе ги даде одговорите на овие прашања како ќе биде понатаму. Во овој момент ние треба да се фокусираме на она што значи владење на право, подобрување на условите на живот, отворен Балкан со работка помеѓу со сите соседи. Знаете, тоа се све предизвици кои ние ќе треба да ги решаваме, се додека овој процес некако не се заокружи како приказна на која ќе видиме како ќе се одвија тој процес на вклучување во Европската унија. Така да, али сето тоа е многу далеку и сето тоа бара многу припрема. Значи треба многу работа за да се дојде до таму. Политичките одлуки во системот како што беа за Бугарија и за Романија утре станете членки на Европската унија без било кои критериуми, очигледно се минато и дека сега очигледно ќе се почитуваат некои други критериуми и ќе се работи на друг начин. Очигледно тој начин на нас не ни одговара, на жалост, меѓутоа ќе мораме да играме во таа игранка. Знаете, се работи за двојни стандарди. Ниту Хрватска пријави дека има нерешени спорови недоразбирања со Србија кога она влегуваше во Европската унија во делот на добрососедските, ниту па Бугарија прифати дека има пријави дека има некаков спор со Македонија. За какви двојни стандарди зборувате? Не се двојни, 100 стандарди погрешни, се не е точно. Едно се од друго не оди. Така да, еве имате на пример, ево со Косово, најочигледен пример е со Косово, значи Србија се залага за територијален интегритет согласно Обединетите нации на државите и ја го брани територијален интегритет на Украина, а западните држави го бранат територијален интегритет на Украина, а го напаѓаат територијален интегритет на Србија. Па сега ова не е двоен стандард, него ова е само будално неразбирано. Нивниот аргумент, не, тоа не е исто. Али во што не е исто? Во што не е исто? Има Хелсиншка повелба за границите, имате членство во Обединетите нации со кои членувате, членови се знаат точно вашите граници. И сега вие одеднаш измислувате некакви си нови критериуми, Знаете како? Таа непринципилност на меѓународната заедница кога станува збор за внатрешните проблеми воопшто во целиот регион, не само за Македонија, Србија и слично, доведе до тоа да константно паѓа довербата на македонските граѓани во Европската унија. Значи на историски најниски ниво е, односно на историски највисоко ниво е евроскептицизмот, а на историски најниско ниво е но за тоа се видно и едноставањето на Европската унија, едноставањето на актуелната власт. Тука подеднаква е вината. Па вие не имаме најевропска влада, а имаме најголем евроскептицизам. Некој проблем. Имаме некој проблем, очигледно. Така, за крај да ве прашам, дали однесувањето на сегашната српска опозиција ве потсетува на времето на кога СДСМ беше во опозиција? Делимично да. Не ми е потполно. Не. Дајте како српската опозиција ја напада српската власт од национални позиции. А кај нас овдека ние бевме нападени од сосема други позиции. Така да има малку разлика, меѓутоа има разлика и во степенот и во начинот на делувањето. Богати тајкуни ја напаѓаат власта. Истото беше и во Македонија. Има разлики затоа што националната структура е дивергентна
и беше лесно да се влезе и да се предизвика промена внатре во системот, поддржувајќи едни на сметка на другите, и тоа се случи. Во Србија е малку подруга состојбата и да не кажам поголема е кохерентноста или поголем е националниот порив кај населението и тој жестоко реагира, дури ако кај нас, например, 77% се против ова работа, во Србија за ова работа се преку 90%. Така. Господин Стивковиќ, ви благодарам за интервјуто и се надевам дека регионот конечно ќе тргне напред. Благодарам за поканата, секој дава